Дождот не ги спречи сточарите од Кумановско Тромеѓа и денеска го блокираа регионалниот пат Куманово-Свети Николе. Остануваат на своите барања и не дозволуваат уништување на здравите свињи. Посочуваат дека во селото, освен појавата во едно одгледувалиште, во сите останати нема присуство на африканската чума. Појаснуваат дека оствариле средба со представник на Агенцијата за храна и ветеринарство, но не дошле до заедничко решение. Нагласуваат дека селото живее од сточарството. Стравуваат дека по уништувањето ќе се зголеми цената на свинското месо. Агенцијата за храна и ветеринарство претходно потврди присуство на болеста кај свињите во едно одгледувалиште. Доаѓа од главен инспектор на Македонија. Ради обеќа дека помалку ќе се закасни со тоа, да видиме дали ќе има понатаму или нема да има понатаму. Меѓутоа, после првиот случај издржавме 20 дена. Тој период е негде околу од месец до 40 дена и се надеваме дека нема повеќе да се појави, затоа што нема. Ако се појави таква болест, свињата умират за ден-два. До денеска не се појави после по тој случај и сматраме дека не треба да се уништуваат нашите свињи кои се здрави. Ако имаше нешто, ниеден човек од нас не е против тоа, ако стварно има. Меѓутоа, пошто нема, луѓето се реvolтирани, од тоа живеат. Погледнете овие млади луѓе кои се буквално од 18 до 30 години се занимаваат со таа работа. Тоа е животна екзистенција. У наше село болеста не се шири месец дена, како е тоа завршена со таа свиња, и месец дена болеста не се шири. Ми тој тражимо. Штом не се шири болест да не ни уништуе здрави свиње. И подмладак, треба да имамо подмладак, ми од тој живимо. Ако да се разберемо, треба да разбере тај влада. Ако е слабо село, ако ослабне села, и граѓаните ќе ги осетат криза. Не само нас селјаци да не уништив. Тој треба да ги биде јасно и да се разбере еден пут, да не ништив здраву стоку. Тој тражимо само. И не престануемо додека не дојде министар некој да се најдемо заедничко решење. Не треба здрава стока да се уништуе. Живимо тој. Сак ми да немамо прасе едно роѓендан на унуче или славу куќу, ми сме православни људи. Куќна слава, Божи дошло, да немаме што да поставиме на стал. Тоа е срамота. Срамота, ја не знам кој е овој само донеа овакvu одлуку несовесно. Тоа е неразмислија да треба народ да живи и овој е народ бедан. Што ќе с 10.000 пензију некој човек да издржи по 7 члана? И ми се бориме со тој земју, еве га ѓубре ни га ставише 50 евра. Зашто не га намалев ѓубре? Жито откупуваше га по 20 динара, сак свиње се уништуве, спушчише га на 13 динара. Што може да кажеме? Чисто, ово е уништување. И за месец дана може да донесе одлуку да ни ги уништиви те краве што имамо. Имали сме 1800 краве, сак дошли на 80 краве. Сточарите од Кумановско Тромеѓа протестираат од 5 декември. Во ова село има регистрирано нешто помалку од 1000 свињи. Нагласуваат дека протестите ќе продолжат и наредните денови. Во Кумановско претходно протестира и одгледувачи од Љубодра, Куминдол, Ново село и Речица. Прв случај на африканска чума беше регистриран на почетокот од октомври.